ова ни е терминот и времето за линковско вклучување. Нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска е подготвена, а ќе разговараме за тоа дека е отворен повикот за волонтери за Европскиот младински олимписки фестивал 2025. Сега зашто конкретно станува збор, секако дека ќе слушнеме од разговорот. Ивана, добро утро до тебе и се разбира добро утро до нашата гостинка Сара Глоговац. И повелете со разговорот се разбира. Утро Слободанка и добро утро и до тебе, Слободанка, добро утро и до сите гледачи на нашата утринска програма. Ве поздравуваме од Олимпискиот комитет на Македонија, кој што е организатор и токму на овој Европски младински олимписки фестивал 2025 година, кој што е најголемото случување спортско кое што досега го организирала нашата земја. Овој спортски настан ќе се одржи од 20 до 26 јули во главниот град и во Куманово. И ова ќе биде навистина еден голем предизвик за Македонија да покаже и докаже дека може да организира еден ваков голем настан од највисок ранг. За тоа, како може да бидете волонтер на овој младински олимписки фестивал, ова утро ќе разговараме со Сара Глоговац, која што е раководител на секторот за волонтери. Сара, ќе ви посакам добро и убаво утро. Најнапред, што представува Европскиот младински олимписки фестивал 2025 за нашата земја? Добро утро, Ивана. Ви благодарам за можноста да бидеме гости во оваа утринска емисија и да кажеме нешто повеќе за овој најголем спортски настан. Што представува Европскиот олимписки младински фестивал? Значи, тој представува најголемиот спортски настан кој што доаѓа после Олимписките игри и ќе се одвива токму во нашиот град во Скопје. Кои се придобивките? Значи, придобивките се што младите спортисти досега на овие игри имале можност да земат учество со многу мал број на делегација. Меѓутоа, оваа година за прв пат, значи, ќе имаме повеќе од 200 млади наши македонски спортисти кои што ќе може да го земат своето учество во различен број на спортови. Другите бенефиции за Македонија, освен тоа што ќе имаме огромен број на македонска делегација, се подобрување на спортскиот, економскиот и социјалниот начин на живот во Македонија. Очекуваме многу голем број на учесници, станува збор за бројка од 4000 спортисти, тренери, доктори и останати делегати. Очекуваме околу 300 делегати кои што ќе дојдат од Европскиот олимписки комитет. Очекуваме околу 500 вип гости. Значи, нашиот град, кој што вообичаено во јули месец е празен, оваа година ќе биде преполн. Очекуваме голем број на туристи, фамилија и семејства, пријатели кои што ќе дојдат и ќе ги поддржат своите спортисти, ќе го наполнат нашиот град и очекуваме, значи, добра забава, добри спортски настани, добар тек и се надеваме дека салите ќе бидат полни со посетители. Да, навистина еден убав настан кој што ќе даде малку поинаква димензија, друго раздвижување на главниот град, особено во летниот период. Отворен е повикот за волонтери веќе од минатиот месец. Што представува, односно што значи да се биде волонтер на ИМОВ 2025? Добро прашање. Значи, досега волонтерството во Македонија било издигнато на некое ниво, меѓутоа со овој спортски настан очекуваме дека ќе биде издигнато на уште повисоко ниво со оглед на тоа дека ни се потребни 900 волонтери. Станува збор за огромна бројка и се надеваме и веруваме дека ќе оствариме. Нашата цел е да имаме, значи, повеќе домашни волонтери. Досега веќе аплицирањето е започнато, добиваме голем број на прашања кои што се доставени на нашите мејл адреси, добиваме доста голем број на апликации за интересирани лица. Меѓутоа ги повикувам сите кои што се љубители на спортот, кои што се занимавале со спорт, кои што сакаат да го поддржат овој спортски настан, да аплицираат, да ги посетат каналите на Македонскиот олимписки комитет, како и на официјалните страници на игрите. Ќе ги споделиме секако, можат активно да ги пратат сите случувања. Таму ќе најдат апликацијата, која што е, како што кажавме, веќе отворена. Достапна е на 3 јазици: македонски, албански и
англиски, значи достапна е за секој љубител на спортот, секој поддржувач на спортот и вистински се надеваме дека ќе добиеме очекуваната поддршка, бидејќи без волонтерите ништо од ова нема да биде возможно. Значи они се круцијални, ја имаат круцијалната улога за успешна реализација на најголемиот спортски настан во Македонија. Да, верувам дека ќе се покажеме во најдобро светло и дека ќе го исполниме капацитетот нели до последно место за волонтери, но што ќе треба да прават еве волонтерите за да ги поттикнеме ова утро сите оние кои што можеби се двоумат нели дали да се пријават и да бидат волонтери на ИМОВ 2025. Вака, значи, волонтерството ќе биде вклучено во различни сектори. Што значи тоа? Дека имаме секторот спорт, односно дека секој волонтер при пополнување на самата апликација, значи може да го одбере полето во кое што би сакал да волонтира. Доколку одбере спорт, значи он дека ќе биде поставен на спортските терени, во деловите каде што ќе се одвиваат спортските настани, без разлика нели дали станува збор за велосипедизам, надворешен спорт или станува збор за внатрешен спорт, джудо, пливање, атлетика. Така што они ќе имаат за право да заземат учество во спортот во кој што би сакале да волонтираат. Покрај волонтирање во спортовите, значи они ќе имаат можност да земат учество и во останати департмани како што се логистика, администрација, транспорт, сместување, храна, кетеринг. Така што тоа ќе биде нели све во согласност со нивните очекувања, бидејќи тоа е нашата задача во овој случај, ние да ги исполниме нивните очекувања за департманот во кој што они ќе сакаат да волонтираат, а што они добиваат со волонтерството, значи добиваат незаборавно искуство, дружење со спортската младинска елита од цела Европа, значи 48 земји учесници имаме на овие игри, имаат можност да добијат собствена униформа, значи они ќе бидат облечени во боите на игрите, значи ќе имаат собствена униформа, како што кажав, ќе имаат топол оброк, сместување за волонтерите кои што се надвор од Скопје, значи сите кои што не живеат на територија на Скопје ќе имаат можност да аплицираат и ќе имаат можност да го земат своето учество тука без разлика што нели не домуваат во Скопје. Така отворен е повикот нели за волонтери од буквално од цела Македонија. Има ли ограничување на возраст? Од која до која возраст може да се аплицира за да се биде волонтер? Да, значи старосната граница ни се движи од 16 години па нагоре, со тоа што за учесниците од 16 до 18 години нормално дека ќе ни биде потребна согласност од родител. Меѓутоа горна старосна граница немаме, ги очекуваме сите кои што се заинтересирани и кои што сакаат да придонесат во спортот да го земат своето учество и да аплицираат на отворениот линк. Да, спомена ти дека веќе нели отворене повикот, односно на вашата страница, таму може да се аплицира. Како да се мотивираат еве цара младите да се приклучат на еден ваков голем спортски значаен настан за нашата земја, за да биде нели се во најдобар ред од 20 до 26 јули? Вака, како веќе ги набрав нели придобивките кои што они ќе ги имаат како волонтери на овој настан, меѓутоа не споменав дека во текот на игрите, значи они ќе имаат безброј активности кои што ќе бидат наменети токму за нив. Што значи тоа? Тоа значи дека они ќе можат покрај присуството на игрите, нели покрај можноста да бидат дел од делегациите, да придонесуваат нели за успешна реализација на спортот и спортскиот настан, они ќе имаат можност да учествуваат на различен број на работилници од различни теми, ќе научат нешто повеќе за олимписките вредности, ќе запознаат волонтери од другите земји, меѓутоа ќе запознаат и спортисти кои што нели очекуваме дека во иднина ќе бидат идни олимпици. Како што знаеме, 2028 година е година каде што ќе се одвиваат олимписките игри во Лос Анџелес и ние очекуваме токму овие игри да придонесат за нашите спортисти, бидат идните олимпици кои ќе го земат учеството таму, а токму волонтерите кои што ќе имаат можност да волонтираат овде, ќе бидат обкружени со сите тие наши идни олимпици. Мислам дека поголема гордост од тоа да волонтираш за сопствената држава, за сопствениот спорт да го потпомагаш,
Верувам дека нема, да. Навистина, потребна е секојаш нели поддршката. Се надам дека од 20 до 26 јули се ќе биде во ред и дека ќе имаме еден обличен настан кој што ќе биде секако и благодарение на волонтерите, но и сите оние кои што се вклучени нели во организацијата. Ние понатаму ќе продолжиме да ги следиме вашите активности, ќе известуваме за сите оние случувања кои што новитети нели кои што ќе ги се случуваат со ИМОВ 2025. Сара, ти благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вам. Би сакала уште еднаш како за крај да ги повикам сите заинтересирани љубители на спортот, поддржувачи да аплицираат, да го споделат линкот до своите пријатели, фамилии и да го поддржат овој најголем спортски настан кој што досега не се случил во Македонија, а ќе се одвива токму овде во срцето на Македонија во главниот град Скопје. Да, па и навистина е гордост да се каже дека си волонтирал на еден ваков голем настан кој што првпат го организира Македонија. Ти благодарам уште еднаш, Сара. Слободанка, ние ќе ве поздравиме од Олимпискиот комитет на Македонија. Ги поканувам уште еднаш сите луѓе кои што имаат простор, волја, желба да помогнат, нели, односно да се вклучат на ова волонтирање за ИМОВ, односно за Европскиот младински олимписки фестивал кој што ќе се одржи во јули во Скопје и во Куманово. Благодарам и секако поздрав до ова, убав разговор, убави детали слушнавме токму за овој настан.